Луѓето кои умеат вешто да ги спојат талентот и страста секогаш постигнуваат успех. Мојот гостин е вистински пример за тоа. Страста кон езерото и веслањето ја споил со дарбата за моделарство. Резултатот на тоа е рачна изработка на прекрасни макети на познати бродови. Добре дојде во Печат за Јован Делов. Добре ве најдов. Јован, вие сте само на 24 години, Да. а имате изработено голем број на макети. Кога го откривте талентот за моделарство, за изработка на макети на познати бродови? Вака, талентот за моделарство го открив во порана возраст, со тоа што ме интересираше од секогаш техниката, како некои работи функционираат. Меѓутоа, љубовта према макетите и према пловилата ние ја добиваме со нашето само раѓање. Имаме чест да се родиме во Охрид, градот кој што ги ужива благодетите на Охридското езеро и е предодреден од Бога. Прво сме научиле да се движиме, да чекориме. Второто што сме го научиле да пливаме и да весламе. Сакале ние или не, сме имале допир со пловните објекти и љубовта кон нив ни е всадена од наши најмали нозе. Значи ги спојте страста, веслањето и бродовите. Како дојде до тоа? Значи кога го откривте сето тоа? На 7-8 годишна возраст почнав да изработувам макети, значи од пластика. Пластичните макети се многу полесни за работа од дрвените, искрено, пошто тука деловите веќе се готови, веќе се изработени и доаѓа до нивно склопување. И на тој начин од макетата добивате една хомогена целина. Кога, значи, го развив талентот и мојот интелект со годините, решив, па зошто и овие пловила, значи, кои ги имаме и кај нас дел од нив, а и оние што се познати по светските поморски енциклопедии, она што го гледаме по филмовите, бидејќи во секој филм во едно добро стоечко семејство ќе најдете еден едреник кој што е неизбежен декор од нивниот домашната атмосфера. Да, од нивната домашна атмосфера. Почнав да работам, ви кажав и во претходната репортажа, дека почетокот е тежок, полн со надежи и со разочарување. Најголемата подршка и најголемите критики од секогаш сум ги добивам и ќе ги добивам од моето семејство, но оној кој што работи и греши, никој не се родил учен, секој учи. Меѓутоа, една работа која ќе ја споменам за моделарството, не сакам погрешно да бидам протолкуван, многу е битно за еден моделар да биде креативен, да го има она чувство на префинетост, чувство кон перфекционизам. Ние сите знаеме дека перфектно и совршено ништо нема на овој свет, меѓутоа мораме да тежнееме и да се стремиме да ги достигнеме оние врвни дострели во секоја бранша, па така и во ова. Не само што се бавиш ево со моделарство, спомнав дека веслањето исто твоја голема страст. Да. Така беше доста време активен веслач, па ево нешто збор два и за ова Со веслање активно се бавев 8 години, значи. Го представува веслачкиот клуб Југ од Охрид и македонската веслачка репрезентација на меѓународни регати на балкански првенства, весла во Скиф и во Дубал Скул со мојот партнер Петар Рупевски, ово годинешниот фаќач на честниот крст. Трениравме напорно, се дружевме, љубовта према езерото уште толку се продлабочуваше и према пловните објекти, значи имаме видни резултати, освојувачи сме на голем број на медали на домашни, на меѓународни регати, низ целиот Балкан. Меѓутоа, знаете, кај нас со завршувањето на средното образование и со почетокот на високото образование, можно за спорт, за жал нема, па така да сакал или не се откажав од веслањето и се насочив кон студиите. Не продолжи да бидеш значи градежен инженер или моделар, ти одбра нешто друго, но тоа не ти пречи за да
за да се бавам така со да се моделарство. бавиш со моделарство, да. Значи што студираше? Вака, јас сум по вокација дипломиран менаџер по туризам и гостителство. При крај на постдипломските студии, сега малку од времето крадам и за учење, за дружење, за ова хоби кој што денеска го презентираме и во минатата емисија исто така. Се трудам она што го работам да биде максимално добро, значи прецизно, концизно, точно онака како што се бара од мене. Колку постигнувам, за тоа не е благодарно јас да говорам, јас и вие ќе говориме за она како го изработувам, меѓутоа стручна оценка ќе дадат Така, гледачите и луѓето кои што се во оваа бранша. Имаш ли двојба кај тебе да студираш нешто во врска со градежништво? Па вака, двојба, знаете, во животот секогаш едно сте планирале, други работи излегле. Сакав искрено да се запишам на воена академија, меѓутоа тогаш беше затворена. И така да во последен момент се одлучив за туризам и гостителство и да ви кажам искрено не се покајав. Добро поминав на додипломските студии, на постдипломските се борам, при крај сум, давам се од себе. Кои бродови, ево Јован, ги имате изработено од макетите кои што ги имате во вашиот дом? Од макетите, значи, најпознати, од она што го видовте, значи, јас најмногу што го ценам, тоа е Санта Марија, Дубровничката нава, францускиот кралски брод Ла Корона, Баунти, патролниот брод Нарама, бидејќи во сите тие страни бродови добро е да имаме и еден наш од наше знаме, голем број на чамци, едрилици, Далматинската фалкуша и ред други. Значи, ево, нашите гледачи имаат можност да ги видат што ти навистина изработуваш. Навистина прекрасни макети. Ги изработуваш од каков материјал, што употребуваш при изработката? Изработката на макетите, значи, основни материјали за изработка е шперплочата и фурнирон. Меѓутоа, шперплочата во денешно време е тотално исфрлена од употреба и народски не можете да ја најдете ни за лек. Се снаоѓаме со други материјали или субститути, како што е медијапанот, лесонитот, кој што потоа се фурнира и го добива она што го бараме и ја врши функцијата на шперплочата. Иначе, за одредени делови се користи бука, орев, јасен, зависи, значи, во која ситуација, како стоите со материјал, тука се гледа и умешноста и креативноста, буквално од ништо материјал или од некоја секундарна суровина, добро да ја обработите и на крај да излезе еден одличен елемент кој што никој не може да го каже неговото потекло, од кој материјал е изработено или како изгледало парчето дрво од кое што сте го изработили. Можеме да забележиме во на инсертите кои што одат дека навистина многу верно, многу автентично ги доловувате сите и најситни детали кои што ги има еден брод. Сум се трудел, значи, од секогаш, она што го работам, да го работам максимално. Во оваа работа, тајминг одреден, да речете, ова ќе го изработам за 2 недели, за месец дена, за 2 месеци, нема. Имате моменти во кои што буквално можете да работите по 12 часа. Имате периоди по 2 недели каде што не сте расположени, нервозни сте и не сакате да работите. Едноставно имате некој внатрешен немир и она што го работите не е тоа. Тогаш не се работи, се остава, бидејќи ова хоби. А од инсертите, значи, што ги снимивте кај мене, горд сум и мора тоа да го кажам, дека до најситен детал, се тоа е мое дело, почнувајќи од кормила, топови, решетки, капаци, чекреци, оние жабици и макари, значи, се тоа го изработувам од дрво. Кај нас, за жал, не постојат специјализирани моделарски продавници, бидејќи
таква и побарувачката. Во градот сме неколку моделари од сите области. Во тие продавници вие можете да најдете од игла до локомотива се што е потребно за бродомоделарство, воздухопловно, ракетно моделарство, архитектонско моделарство. Оваа шпертплоча и материјали, значи, кои ги обработуваме ние, се многу потврди од оние кои што се специјално за таа работа. Моделарскиот фурнир има голем степен на еластичност. Можете да го виткате, можете од него да правите спирали и нема да дојде до кршење. Кај овие материјали, или јас што ги викам субститути, значи доаѓа и вашата умешност, се работи поспоро, со цел да се добие бараното, со послаб материјал да добиете повеќе. Меѓутоа и овдека, значи, нема импровизација. Материјалот мора да биде нов, мора да биде чист. Не можете вие со материјал, значи, кој што не ги задоволува вашите стандарди и општо стандардите за работа, да работите. Бидејќи на крај, кога ќе се изработи еден брод, независно дали ќе едреник, моторен, едрилица, чамец и слично, целта на негова е да се постави на видно место во вашиот дом, во некој салон и тој истиот да го краси. Бадијала сте изработиле брод или било што, доколку истиот го оставите во подрум и не е достоен да го изложите јавно. Што е ова најбитно при изработката, ево на оние што го работите во моделарството? Трпението, љубовта или пак талентот? Вака. Моделарството е спој на трпеливост. Овде мора да имате челични нерви. Значи, се случува со сати да изработувате еден елемент кој што бара голем број на работни операции, бара сушење, пример на лепилото, па продолжување, љубовта нормално, без љубов нема ништо, како што кажав пред малку, чувството за перфекционизам, значи и 5 пати ќе го изработувате одреден елемент или дел од бродот, се додека не ги задоволи вашите стандарди. А моите, ево да бидам нескромен, се многу и самокритички и перфекционистички. Одам до крај. Се она што сум се трудел и што го работам со срце и со душа. Ова не може да го работи човек кој што има слаби нерви или луѓето во почетокот мислеа дека ги купувам овие елементи, ги нарачувам. Меѓутоа, на крај се уверија дека не е така. Кај моторните модели, значи, можеби звучи како научна фантастика, меѓутоа и самите елиси, пропелерите, ги имам изработено од дрво. Некои се пластични, некои се од дрво. Значи, во недостиг на пластика, во овој град е многу тешко да се најде материјал, како што нагласив за оваа бранша, мора да се снаоѓате. И снаодливо... Се извинувам, ево овдека одат инсерти, овде изработувате... Да, овде изработувам топ за новиот едреник USS Constitution, кој што е наречен и го добил своето име по американскиот устав. Иначе, многу добар едренјак, фрегата од 1836 година, го земам во рацете, има 54 топа, значи само за топовите вас ви треба 2-3 недели, бидејќи топовите надворешен, внатрешен, сите тие работи ги изработувам од повеќе елементи на дрво. Многу е лесно да порачате некој дел, вие да го изработите трупот, ги поставувате деловите на палубата и одите понатака. Тогаш, значи, времето би се скратило на 2 до 3 месеци. Овдека е многу интересно и ова мора да нагласам, дека ги изработувам на традиционален начин. Како што се изработуваат вистинските бродови, значи со кобилица и со ребра, кои што го сочинуваат скелетот. Се поставуваат, значи, во најситни детали,
мора точно да ги погодите двете оски и по хоризонтала и по вертикала со милиметарска, дури стремеш кон микронска прецизност. Бидејќи ако скелетот е добро изработен, ќе биде изработен и трупот. На скелетот доаѓа фурнирот. Ако е трупот добро изработен, елементите на палубата ќе бидат изработени. Доаѓаат јарболите, едрата. Знаете, не трпи импровизации во работните задачи и операции. Секоја е важна, нема ова е поважна, ова е поневажна. Од секоја зависи крајниот ефект. Тоа е тоа што морам да го нагласам тука. Немате можност да ве покрива некој, или добро работите, или не работите. Имате можност да сугерираат на вас и вие да сугерирате, да помагате со планови, со материјал, со свое мислење. Меѓутоа, ова е работа каде што природната селекција е многу повеќе застапена отколку во другите дејности. И јас сум пробал во многу дејности и спортови, пробав да играм фудбал, меѓутоа јас сум неталентиран за фудбал, се најдов во веслањето, се најдов случајно во ова. Продолжив да го работам. Значи, иако сум менаџер по туризам и гостителство, не сум бродски инженер, јас ден денес неформално се образувам преку интернет, преку форуми. И за оваа област имате енциклопедии, имате буквално студиски книги од кои што можете да учите. Бидејќи се тече, се менува, мора, за да го задржите квалитетот, да бидете секогаш во тренд. Моделите кои што ги изработуваш се пловни. Пловни се. Што значи тоа, Јован? Тоа значи дека ги задржуваат сите природни и физички закони, Архимедовиот закон, значи, изработени се, тука видовте макета на далматинска фалкуша, изработена е, значи, во размер од вистинската, намалени се димензиите, заштитена е со бои лакови за дрво и пловноста ја имаме. Меѓутоа, за да ја имате пловноста, за да стои исправено, она што го кажав пред малку, мора да ги погодите прво на скелетот, да се ребрата и кобилицата симетрично, максимално изработени и да се погодени двете оски, и по хоризонтала и по вертикала. Тогаш го добивате она што го видовме. Ви спомнавте бродовите кои што ги имате изработено, тоа е Колумбовата Санта Марија, ја спомнувате далматинската фалкуша. Да. Како доаѓате до изборот? Кои бродови познати во историјата ќе ги изработите? Ве фасцинираат ли некој посебно? Да. Како го правите изборот? Изборот, значи, за изборот има повеќе и објективни и субјективни фактори. Објективно е, сте дошле до планот случајно или некој пријател ви го позаимил, моделар, сте го нашле на интернет. Второ е поморската традиција и поморската историја, која што ја има секој брод од овие. Тоа е добро основните информации да ги знае моделарот. Субјективно е она што вие го сакате. Исто за мене е многу важна, значи, и поморската традиција на земјата од која што потекнува бродот, бидејќи за плановите вие на интернет можете да најдете безброј верзии. Најверна е од онаа земја која што е домицилна на бродот. Кај далматинската фалкуша, значи, ме фасцинира тоа да изработам, што и ден денес во Далмација, иако нормално современите пловила го презеле приматот веќе одамна, ја има и ја градат мајстори, бродоградители. Не само макета, него природен брод во природна големина. За нив имате морнари, организираат регати. Тоа е многу добро и како традиција, меѓутоа и од туристички аспект. Нешто слично би требало да направиме и со нашиот чун и на Охридското езеро. Имате изработено кајче? Имам изработено кајче. Чунот ви е предизвик, така? Чунот ми е предизвик. Чунот не можев да го изработам, бидејќи ги работев и ове, меѓутоа, како што спомнав во
предходната репортажа, најдобар мајстор во Македонија, значи и бренд за охридскиот чун, беше господин Ванчо Сотировски, го работеше до совршенство. Неговите чунови, значи, красат милион полици низ нашата земја, низ Балканот, значи, видни личности, политичари, бизнисмени, пејачи, го купуваа од него. Не можев додам пред него, бидејќи на еден начин доста сугестивно делуваше на мене. Значи, беше добар пријател на моите родители, случајно разговарале за ова што го работам, бев со нив кај него, ми покаже од прилика како се работи, што се работи. Јас веќе бев доста навлезен во оваа бранша, но ми кажа уште некој вештин. Во прв момент не веруваше како е можно дете од 10-11 години да изработува моторни модели. Тога, значи, изработува чамци од шперплоча и од фурнир, како што најавив, со електромотор, мал, на батерии, со елиса, со сите тие работи, кои што пловеа во вода. Но дојде на лице место и се увери дека јас сум тоа што сум, дека јас го работам тоа вистински. Многу сум благодарен, ми помогна и со планови, со материјали, со сугестии. Знаете, тоа се некои работи во кои што парите не се пресудни. Тоа е нешто, значи, човек или сака да ве насочи, да ви помогне или не. Затоа чунот не е уште изработен, не е дојде на ред. Јован, овде ќе направиме пауза, малку ќе се одмориме, па ќе продолжиме со разговорот. Делов, го имате изработено и моторниот чамец на Арама. Како дојдовте ево до неговиот план? Зошто токму него? Вака, прво идејата беше, секогаш искрено сум се шетал покрај каналот студенчишта, сум се восхитувал на двата патролни брода кои што ги имаме. Значи, тоа се бродови кои што имаат префинети линии, изградени се во Тивацкото некогашно бродоградилиште, сега јахтинг Марина, Арсенал. Во почетокот, ако добро се сеќавам, на 70-тите години од 20-тиот век. Планот го најдов, значи некогашна строго чувана воена тајна, меѓутоа со добро познатите политички и воени превирања во 90-тите години, одавна веќе не е, преку интернет. Членувам на голем број моделарски форуми и го добив од инженер кој што истите ги конструирал таму. Значи, на форумите знаете дека ретко кој се потпишува со вистинско име и со презиме. Ми се допадна, разговаравме дали се уште ги има кај нас, му одговорив дека ги има, добро, го поседувам планот. Значи, целиот технички црте со сите документи. Ми го прати на мејл, јас го испечатив и почнав да го работам. И сум Колку време го работевте? Видите, тој е моторен, значи, брод 17,5 метра должина. Јас го имам во размер некаде 1:12 или 13. Го работев 2,5 месеци интензивно. Временските услови беа такви, не беше времето многу за шетање, спорт и рекреација, се посветив на него. Доста од материјалите, значи, што сум ги набавил, биле оригинални, меѓутоа доста моторите, не можев да најдам оригинален бродски електромотор на батерија, најдов субститут од играчки, од камиони, коли и слични работи се користат, меѓутоа сето тоа кога ќе се поврзе, ќе видите дека истите и моторите функционираат. Што е најтешко да се изработи на макетите? На макетите се ова, значи, е тешко на некој начин, тоа се сладки маки, така да кажам. Меѓутоа,
дефинитивно скелетот и трупот. Се после трупот е надградба. Доколку не ви се допаѓа, можете 10-50 пати Да го премените. да го изработите наново, да го скршите, да заврши во корпата за отпадоци, наново да правите. Меѓутоа, кај скелетот и кај трупот нема импровизација. Мора да биде изработено, како што кажав, максимално. Со ваше максимално залагање, тука има многу непреспиени ноќи, каде што и директно, буквално сум одел на факултет или на училиште, меѓутоа, кога ќе го видите експонатот во еден агол од вашиот дом и му се восхитувате, сета мака се заборава. Кој беше првата макета што изработивте? Првата, значи, од овие, сериозна макета, тоа сметам, јас изработував доста чамци, глисери, со електромоторчиња кои што пловеа и слично, е Санта Марија. На незе посветив некаде година и пол до 2 години, затоа што сепак јас бев самоук. Со самата работа јас истражував и неформално преку интернет се дообразував. Ја работев максимално, значи, за тогашно време квалитетно. Ако требаше да се изработи некој дел за 4 часа или за 5 часа или за 5 дена, јас елементите ги работев за 10 дена, меѓутоа квалитетно. Квалитетно со голема доза на перфекционизам и чувство на естетика, префинетост, врамнотеженост. Овие компоненти, значи, можете да научите да работите, сите работни, но овие, значи, кои што ги кажав, или ги имат, или ги немат, како и во секоја област. Алатот е алат, материјалот е материјал, меѓутоа човечкиот фактор е човечки фактор. Која макета ти даде, како што рече пред малку, сладки маки при изработката? Има ли нека Дефинитивно францускиот едреник Ла Корона. Значи, тој е поринат во 1636 година, граден е во време на францускиот крал Луј VIII, по нацрти на бродоградителот Ричели. Тој е доста специфичен брод и во поглед на едра, и во поглед на јарболи, беше мал размерот, многу ситни делови, многу труд. Што поголема макета, тоа е полесна за работа. Деловите се многу поголеми и работата оди побрзо. Овде, значи, сум користел и пинцети, сум користел многу други помагала кои што не ги користам, за да го добие максималниот ефект. Она плетење на мрежите кои што ги видовте на експонатите, беше ужасна тешка работа, меѓутоа со трпение, со челични нерви, со желба, со љубов, со работа, се постигнува. Моделарството е скапо хоби. Вака, како хоби, во која смисла скапо? Скапо во однос на набавка на материјали, веројатно ги купувате, можеби скиците. Да, ги купуваме, значи и на цртите и ги купуваме. Има некои слободно кои што можете да ги преземете преку интернет, да му позајмите на ваш пријател моделар и тој да ви врати некоја. Меѓутоа, најголемиот проблем, значи, со материјалот е недостигот на материјалот. Цената не се некои баснословни цени, да речете. Овдека најмногу чини трудот, знаењето и времето. Сега, откога ќе завршите макетата, значи на пазарот, добрите познавачи на макетите знаат дека многу чинат, затоа што поделете го времето на работа со цената, пример, која што ја барате, и ќе видите дека буквално сте работеле многу ефтино. Овде не можете, значи, да постигнете цена, а на европските пазари достигнуваат цени по неколку илјади евра. Зборуваме за одлично изработена макета. Дали би се откажали и би продали некоја од макетите кои што ги имате изработени? Значи, моментално 2 работам по нарачка, брода, многу слични,
еден на друг на себе и судбината му е предодредена за продажба. Меѓутоа, од овие што сум ги изработил, има една изрека, вика, и бродовите се како и луѓето, и тие имаат душа. Значи, и во природна величина, и во макета. Пред да изработам некоја макета, јас го замислувам како идејно решение во некој дел, значи, од мојот дневен боровок. И сега вие сте се навикнале неколку години да го гледате него, станал и дел од вас со трудот што сте го вложиле, и работните часови кои што не можете да ги пресметате, тешко се откажувате. Значи, оние кои што го работат ова и кои што моментално не гледаат и ги поздравувам, мои колеги моделари, го знаат тоа многу добро. Секогаш не е се до парите. Парите се едно средство за подобар живот и двигател во животот, меѓутоа има работи кои што не можете да ги купите со пари. Така. Дали планираш и ова изложба на макетите? Планирам и за тоа први ќе бидете известени вие. За изложбата малку ќе почекате, пошто имам некои планови, уште неколку да изработам и изложбата ќе биде, значи, нешто неминовно и мислам дека овој град заслужува да го почестам со една изложба, а исто така и моите сограѓани со нивното присуство да ме почестам мене. Има ли многу моделари на изработка на бродови тука кај нас во земјава? Во Охрид? Во Охрид сме неколку. Во земјата има врвни моделари. Видите, во ова област, значи, јас сум еден од нив, по позитивните критики што ги добивам од многу постари од мене во оваа бранша, од граѓаните добив многу позитивни критики, оние кои ме познаваат и не ме познаваат. Меѓутоа, зенитот или кулминацијата се достигнува некаде во 40-та или 50-та година. Јас имам 12 години искуство. Значи, на вистински бродови, кои што имаат своја вредност по квалитет. Тие рани предфази кај што не го задоволувале она чувство, оној критериум за квалитет кој што го имам, не ги сметам. Меѓутоа и овде искуството е многу пресудно. Младоста и ентузијазмот е една работа. Меѓутоа, како и во другите области, така и тука, вие не можете да одите како што го споменав, значи, господинот Ванчо Сотировски, пред некој кој што е длабоко навлезен, оставил свој траги, е бренд. Вие можете да учите да се пробивате сами, со свој име и презиме, со свој квалитет. Меѓутоа, сепак, треба да се ценат луѓе кои што работат, кои што значат нешто во оваа бранша. Многу ми е драго што така зрело размислуваш. Не би сакала да ја завршам емисијата, да не спомнам дека покрај твојата огромна голема љубов кон езерото, кон веслањето и кон изработката на познатите бродови, ти си и фаќач на крстот на манифестацијата Богојавлението, мисля, че пред 2 години. 2011 година, значи, да. пред 2 години. Па ево, какви позитивни работи донесе тој чин во твојот Многу живот? позитивни. Многу позитивни, значи во куќата во домот имате напредок од 300 км на час. Буквално, значи ми се случија многу работи. Се вработив тогаш, го заврши факултетот. Ред други работи, значи убави моменти. Што е најбитно, внатрешен мир и хармонија. Тоа е нешто, значи, луѓето кои што го фатиле честниот крст, знаат тој што значи. Јас сум имал среќа за сега, една сум го фатил. Имате луѓе наши сограѓани по 5 пати кои што го фаќале, добро знаат што значи. Значи, материјалниот бенефит ги буни луѓето. Од водици никој не се збогатил. Значи, тоа што сте ги зеле луѓето што даруваат пари, оди пола за црквата, по пријатели, значи пола град беше кај мене на гости, луѓе кои ми честитаа. Ова е духовна работа.
Никој од нас кој што скока по честниот крст, не скока ради некој економски бенефит. Сите скокаме со срце и со душа за денот, за здравие. А доколку се поклопат коцките, може и да се фати крст. А тоа што го кажавте, значи, она што го носи духовната смиреност и трпение, па ви дава од друга страна елан и сила и волја да го работите, она што со љубов го работите, тоа е моделарството. Значи, во моментов работите на 2 нови брода. Планирате ли, имате ли краен рок кога да ги завршите или тоа е сепак од творечката инспирација? Од творечката инспирација една рамка сум дал, значи, за едниот брод кон средина на летото. 90% е изработен, меѓутоа ситните детали, она што го кажав дека не трпи импровизација, до последната фаза, до лакирање, до се тоа се прави рачно, со миниатурни четки од по неколку милиметри до неколку сантиметри, зависи, значи, во кој дел. И тоа е фаза каде што се гледа крајот. Џабе се сите фази претходни, ако сте ги изработиле како треба, а овде сте потврдиле. Нема можност за назад, за поправка. Затоа се работи стрпливо, трае онолку колку што трае и никогаш, значи, не се вика точно до тогаш, околу некоја рамка. Делов, јас ви благодарам што бевте дел од Печат, што ги споделивте со нас знаењата за вашето хоби, она што го работите, и ви посакувам успешна работа, многу трпение и огромна љубов кон она што го работите. Да ви прати низ работата. И јас ви благодарам на поканата, значи, кога ќе се поклопат сите коцки за изложбата. Да, и очекувам изложба секако. Вие ќе видите поканети и известени за истата. Благодариме. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание на Печат. Благодарам за вашето внимание. До следната средба, довидување.